Убав цитат од филозофот Хабард, вели: среќа е надминување на препреки кон позната и посакувана цел. Сега, ако имате цел и ја знаете, а работете на неа, поради тоа што, гледате, идејата е, она што го зборевме во минатиот лайф, има генерацијски цели, имат луѓе кои што имат цели за цели наредни генерации, и имате луѓе кои што воопшто немаат цел. Еми 06, поздрав до Куманово. Сега, што сака човекот да направи, дал ќе биде причина или нема да биде причина во животот, зависи од тоа колку ја сака целта и колку целта му значи. Гледате, кога имате луѓе кои што имаат генерацијска цел, што беше генерацијска цел за наредната генерација? Гледате, бев кај еден пријател во една компанија, голема компанија во Македонија, и ја основал таткото, он работи таму, синот ќе продолжи да работи таму и така натаму, и викам: глеј, ова е генерацијска цел. Значи не е за една генерација, него 3 генерации живеат од идејата која што таткото на мојот пријател ја имал, и тој толку убаво, поради тоа што е компанија која што фактички има убава и креативна дејност и помага, а од друга страна генерации и кој знае колку вработен има компанијата и колку е тоа обстаночно како идеја која што тој човек ја имал. Но интересно е, секогаш кога човекот има некоја идеја, он има некој ризик. Сега, луѓето сме збореле колку на луѓето им е важен, колку на луѓето им е важна безбедноста и сигурноста, во смисол на не знам, само да си безбеден, само да си сигурен, не ризикува многу. Не викам да ризикува човекот во насока на глупости, да отиде се коцка, да се дрогира, да се препиува, него ризик во аспект на тоа да он, кога има човекот некоја цел, он станува изложен. Станува изложен на неуспех и станува изложен на можна болка од неуспехот. Но исто така во исто време станува изложен на среќа и станува изложен на позитивна емоција и станува изложен на градење на здрав карактер. Во моментот кога ќе сакате 100% да го намалите ризикот, вие ќе активирате страв. Поради тоа што во животот, за да немате страв, вие мора да отидете во ризик заедно со храброста. Храброста е најголем сојузник на вашата цел. Нема ништо побаво од храброст, поради тоа што дел од храброста е и вербата, зашто човекот кога е храбар, тој верува. Затоа и викаат среќата ги прати храбрите, поради тоа што кога човекот ќе направи исчекор во некоја нова непозната зона, она што се случува, среќата почнува да го прати, поради тоа што он ја продуцира среќата, он ја искрирува среќата. Од два аспекти зборам сега. Ајде да се вратиме на првиот цитат од филозофот Хабард. Вели: среќа е надминување на препреки кон позната и посакувана цел. Вие ако немате цел и не ги надминувате препреките, не можете да бидете ни среќни. Многу едноставна дефиниција за среќа е. Бев еднаш на едно гостување на една радио програма и со водителот со кој што секојаш правевме многу убави емисии. Вели: жаре, ама не може да е толку едноставно. И сега до толку искомплициравме работа во целава емисија 2 сати, да на крај повторно се согласиме дека ствари едноставно, при тоа што среќата е надминување на препреки кон позната и посакувана цел. Гледайте, ако човекот нема цел, он нема кај да оди. Поради тоа што целта ви дава насока, а ако немате насока, немате фокус и немате енергија. Ако сте статични, гледайте, ако некој човек го прашате кај сака да оди, он ви рече не знам. Уште е нистото место. Ако ви рече не сакам да одам таму, ама не сакам да одам таму, добро знае кај не ќе да оди, ама пак е на истото место. Само човек кој што знае кај сака да оди, ќе има забавен живот. Поради тоа што ќе дојдат разни препреки за да биде игра, за да може да дојде до некоја цел, но зависно од емоцијата која што човекот ја има, така тој ќе се однесува кон играта. Но денеска размислував, преубав ден денеска беше, бев кај мене во канцеларија, искочив од канцеларијата малку надвор да направам пауза, преубаво време, убаво сонце, и размислувам со внимание во широчината, поради тоа што многу убаво кога вниманието ве е во широчината. Знаете, излезете некаде на некој простор, кога ќе дојдете до тој голем и убав простор, пуштате го вниманието да го исполни тој простор, ќе видите колку убаво ќе се чувствувате. Тоа го направив денеска. Викам, гледайте, има луѓе кои што секогаш ќе го најдат решението за секоја бариера
и имате луѓе кои што ќе бараат бариерата или препреката. Гледате, слободата е решението. Човекот кој што сака целта, он инстинктивно почнува да се занимава со решението. Човекот кој што не е волен и нема никаква цел, измислува препреки и таму ке што ги нема. А човекот кој што има огромна цел, мотивација и посветеност кон целта, не ги гледа дури ни препреките кои што се таму, поради тоа што вниманието му е да го најде решението. Сте биле ли во некоја ситуација каде што сте морале да најдете решение? Ви значела толку многу целта. Сте сакале отидете на некое патување, паднала цената, пријателите ваши одат, ти си одлучил дека ќе одиш, те фаќа една полет, те фаќа еден ентузијазам. Кога у тој момент сте се фокусирале на препреки? Никад. Сте ги нашли решенијата, Гледате, човекот е мајстор за наоѓање на решение. Имате луѓе што се пониско по скалата на емоции, тие се мајстори за ненаоѓање решение и креирање на проблеми. Ама луѓе кои што имаат ентузијазам и кои што многу сакаат нешто да направат, секогаш наоѓаат решение. Тоа ви е доказ дека има решение за се. Прашањето е колку многу човекот ја сака целта и колку целта го возбудува и мотивира да дојде до неа. Тоа е како некое дете. Ке му речат родителите, да, ама не можеш да идеш таму и таму, поради тоа што не научи. И дето одма наоѓа решение. Да, ама ја ќе се вратам дека ќе научам таму. Знаеш, ќе читам, не, ќе кидам на пат, ќе читам. Дете одеднаш мајстор за решение. Зашто? Затоа што има ентузијастична цел, поради тоа што има нешто кое што му е интересно, има нешто кое што го сака. И дејќи на таа цел, затоа што го повлекува целта во иднината, он не бива стопиран, него едноставно наоѓа решение и станува креативен. Уште еден цитат од филозофот Хабард вели: сите стопови се случуваат поради пропаднати цели. Пропадната цел значи сте се разочарали, не сте го постигнали нештото. И века се што треба да направите за да се врати животот и акцијата е повторно да ја распламтите пропаднатата цел. Стопот веднаш ќе го снема. Гледате, целата идеја е ако ја расплантите по пропаднатата цел, стоповите ги нема. Често пати човекот измислува стопови поради тоа што не е волен. Неволен човек измислува стопови. Ентузијастичен и волен човек секогаш наоѓа слобода, тоест наоѓа решение. Ете, решенијата се слободата во играта на животот. Сега, ако човекот цело време е ниско со емоциите, ако цело време е сериозен, ако цело време е премногу сериозен, сериозните луѓе секогаш наоѓаат стопови и препреки, волните и несериозно одговорни, несериозно, а одговорни луѓе секогаш сакаат слободата, сакаат решение, поради тоа што сакаат паметни игри. Сега, човекот кога е здраворазумен, он има паметни игри. Човекот кога станува нездраворазумен, а да се разбереме, сите од нас се у даден момент нездраворазумни, особено кога се љути, кога се тажни, кога се безнадежни, тоа е само нездраворазумност. Сега, целата идеја е, кога сме здраворазумни, тогаш ние сакаме да сме дел од играта на животот и почнуваме да ги наоѓаме решенијата, поради тоа што ни буди таа игра убава емоција. Ама ако човек е разочаран, и ако човек се обесхрабри, ако човек се уплаши, и ако човек е премногу у комфорт зоната и му станува убаво да не работи, тој човек станува логичен во насока на барање на препреки, а не на решение. Сега, поентата ми е човекот да го врати ентузијазмот во животот, за да може да ги врати решенијата во животот. Решенијата се секогаш таму, луѓе. Проблемот е дека сте ја загубиле целта. Тоест, може би ја имате целта, али и сте ја загубиле. Ако ја вратите целта, и ако ја вратите љубовта кон целта, и ако ја вратите значењето на целта, ќе се вратат решенијата во животот. Решенијата се туку волноста на човекот ја снемува. Ако човекот не е волен, тој не може да биде одговорен во играта на животот. Тој ќе биде неодговорен во играта на животот, поради тоа што нема да ствари, нема да креира. Сите ние сме креатори во играта на животот и нашата одговорност е баш тоа, да креираме, да твориме, да ствараме. Човек кој ќе ја загуби волноста, ја загубува одговорноста, поради тоа што неќе да ги бара решенијата, се насочува само на стоповите и на препреките. И на тој начин он си го расипува животот и се ја расипува играта на животот и постоењето. Така да, вратете го ентузијазмот за целите, вратете ги прво целите, вратете ја љубовта кон животот, вратете ја љубовта кон креацијата, љубовта кон творештвото. Творештво, цели, ништо друго не е, него творештво.
Твореште, окей? Видите, колку убаво сум дошол во Охрид, утре ќе имаме семинар, друг ден ќе имаме семинар во Битола, после тоа имаме семинар во Тетово, после имаме предавање ќе имаме во Битола, во Тетово и пак во Скопје. Се ако е креативно, немаш време да застанеш и кога немаш време да застанеш, му бегаш на минатото. Ако имаш цел, ти се движиш кон иднината со 70 км на сат, измислувам. Минатото доаѓа со 30 км на сат, не можеш да фати. Ама ако застанеш и немаш цел кон иднината, тогаш доаѓа минатото. Луѓе премногу гледаат во ретровизор, не гледаат во шофершемна. А велат шофершемната е поголема од ретровизора, зашто е поважно кај одиме, не е важно кај сме биле. Многу луѓе се осврнуваат на кај се биле и во тој ретровизор она што им доаѓа се неуспесите од минатото и ги гледаат тие неуспеси од минатото и тоа е тоа кое што ги исплашува да продолжат да ја креираат иднината. Сега, несериозно одговорни, може би мислите на тој термин, значи човекот ако е несериозен, а одговорен, несериозност и одговорност не е ист термин. Гледате, човекот може да е несериозен, а да е одговорен. Има убав цитат од филозофот Хавард, вели: колку посериозно и придете на играта, помалку шанси имате да победите во неа. Сега, ако човекот премногу сериозно ја земе играта, он нема шанси да победи, поради тоа што станува премногу сериозен, и кога имате премногу сериозен човек, тој е насочен не на решенијата, туку на проблемите. Мото за оваа емисија, за овој лайф е, ако го вратите ентузијазмот и големата љубов кон целите, ќе вратиме детската енергија на наоѓање на решение. Дете кое што е волно и сака нешто, нема шанси никој да го спречи. И кога одма му поставуваат ултиматум, ама ти не учиш, ама ти, он одма наоѓа решение, ќе учам сега, ќе учам тогаш, ќе учам. Зашто? Поради тоа што она што е важно е целта. И ако целта ни е премногу важна и имаме одговорност да ја постигнеме, секојаш умот ќе оди во насока на решенија. Човек кој што нема цел и не е волен, у суштина не ќе да е дел од играта на животот, и тука е проблем. Мисли дека сака, а уствари не ќе, поради тоа што не е волен. Ентузијазам како збор се состои од два збора. Ен на грчки е во, а тузијазам доаѓа од збор тео. Нели, тео е бог на грчки. Така да ентузијазам значи боговска емоција. Во боговите. Тие биле креативни, не? Ами и ние сме богови и божици во нашиот универзум. Зборам за нашиот универзум. Така да, вие сте креативната сила. Така, затоа што вие сте раскажувачот на приказната. Ама мора да сакате да ја раскажете вашата приказна, мора да се сметате дека сте важен. Гледате, мора да се сметате дека сте важен за да ја кажете вашата приказна, што и да е вашата приказна. Ако не се сметате дека сте важен да ја кажете вашата приказна, тогаш ни целта нема да биде доволно важна. Знаете, еден тип на самодоверба е тоа. Не е арогантност. Знаете, имате многу повлечени луѓе кои што не ќе да кажуваат собствената приказна и кога има некој кој што сака да ја каже неговата приказна, тие луѓе делуваат арогантни за некои луѓе кои што не кажуваат воопшто приказна. Гледайте, ако вие сте важни и ако вашата приказна е важна, тогаш и целта и животот ќе ви биде важен и ќе ви биде уствари несериозно одговорен. Затоа што гледате, ако вие сте си важен и ако вашата приказна, кога ќе кажам вашата приказна, што е тоа што сакате да го направите на оваа планета, зашто сте на планетава Земја? Зошто дојдовте на планетава Земја? Како се родивте овдека? Што е вашата цел? Што е вашата визија? Која е вашата генерацијска цел? Сега, кога човек е доволно верува во себе и доволно се цени себе за да ја каже неговата приказна и да го искрира ефектот кој што тој сака да го искрира, тогаш животот добива друга димензија. Ама ако човекот не се цени себе си и мисли дека неговата животна приказна не е важна, никој нема да го слуша. Мора да се цените себе си за другите да ви ја ценат вашата животна приказна. Мора вие да ја сакате вашата животна приказна, мора да ја сакате вашата цел, мора да го сакате вашето креирање и мора да ги сакате вашите ефекти кои што сакате и сте тука да ги направите. И кога го правите тоа со љубов и сте горди на вашата приказна, ќе бидете интересен играч за луѓе околу вас. Поради тоа што е убаво. Нема некој кој што не сака да слуша приказна на друг човек. И мојата приказна е таа.
Бев во Америка, се вратив, почнав таму да гледам мотивацијски предавања, да слушам, да тука, завршив медицински факултет, сватив дека најголем пријател или најголем бенефит за човекот е да разбере како умот функционира, поради тоа што прочитав и во самата медицина и од оваа книга Диенетика од филозофот Хабард, вели најголем број од болестите се психосоматски, психо е ум, сома е тело. Но и кога учев кожно и други предмети, велеше етиологија на болеста, непозната етиологија е причина, медицински термин, непозната, и тие ги класифицираат најчесто во психосоматски болести. И мојата приказна стана да завршам медицински факултет, бев и првенеста генерација, но сакав да го правам ова. Сакав да зборам со луѓе за како да го подобрат и го сменат нивниот живот и како да ги постигнат нивните цели. Јас сум тука за вие да ја постигнете вашата цел и да го направите вашиот живот најинтересен. И сега, затоа и ја у суштина не работам класично како доктор, дефинитивно, но помагам на луѓето да се чувствуваат духовно и ментално добро, како мотивацијски говорник и тренер за личен развој, така да занемарете ги тој сегмент на психосоматски болести. Не сум тука да лекувам психосоматски болести, а тоа не го правам, не лекувам, јас само мотивирам луѓе да ги најдат решенијата за проблемите кои што тие ги имаат, без разлика дал се проблеми на работа, дал се проблеми со самодоверба, дал се проблеми со демотивација, дал се проблеми со негативни мисли. Тоа е тоа каде што дефинитивно можам да ви помогнам, и тие што сакате да имате консултации со мене, ве осхрабрувам да ми се јавите. Но многу е важно и човекот да ја најде целта која што кореспондира со неговиот карактер и душа. Бев на театар и една асистентка, се професорка на медицински факултет, ме сретна и вика: ти гледам емисиите, вика, уште ли си го работиш тоа? Ја викам: да. Вика: многу кореспондира со твојот карактер. Се некојаш кога ќе го најдете тоа што кореспондира со вашиот карактер, тогаш стварно е интересно, поради тоа што станува одговорност да го пренесеме тоа на околината. Така да, она што не треба да го занемариме е која е нашата приказна, која е целта која што сакаме ние да ја постигнеме. Ако не ја знаеме, треба да ја најдеме. Дури тоа го работам со луѓе. Така да, ако некој сака да ја открие неговата животна цел и што е тоа што него го мотивира, може би се уште не знае, можам да ви помогнам да го направите тоа. Дури имав и лайф на таа тема, ама не знам каде, мислам дека е на YouTube каналот. Само да видам, но можам нешто. Секунда. Бидете тука, во оваа убава канцеларија на Саша. Се враќам за минутка. Така да, окей, тоа е тоа. Цели, неверојатно важна работа. Вие имате приказната, вие сте раскажувачот на приказната, имате храброст да ја кажете вашата приказна. Многу често луѓето ја немаат храброста, поради тоа што најблиска околина ги разубедува. Тоа се случуваше и со мене, впрочем, ама успев некако. Сестра ми беше поддршка, за другите бев Црновцу, фамилија, долго време, ама на крај па станав Беловца. Така да обично и бива. Сите оние кои што имате храброст да бидете малку поразлични на конструктивен начин, ве охрабрувам да го живеете животот со храброста, да го правите тоа што го сакате. Секако, ако ми гледа некој помлад, треба да обрати внимание на тоа што е тоа што треба да стане најдобар, треба да се остручни, и кога некој човек ќе стане стручен и добар во неговата област, мислам дека нема шанси и да не може убаво да живее од тоа. Само поентата е дека човекот треба да стане и да сака да биде најдобар во тоа што го прави. Поради тоа што кога човекот е најдобар во нештото што го прави, тогаш самото тоа што е најдобар му дава не да се споредува со другите како најдобар, него најмногу да вложи од себе, да стане најдобар за него. Самото тоа му дава голема вредност. Он ја има таа вредност, ја знае, самодовербата расте и самото тоа привлекува и повеќе клиенти и повеќе работа. Кога човекот има многу самодоверба и многу си ја сака работата, кога човек ја сака работата, развива самодоверба, а самодовербата предизвикува погледи од околината, а погледи од околината, со други зборови, значат клиенти. Тоа е поради тоа што ја подобрува околината и го подобрува животот на тие околу него. Ви благодарам за убавите коментари. Понеделник не сум сигурен дали ќе имаме лайв,
поради тоа што ќе бидам во Битола, Битолчани, и не знам кога ќе се вратам. Мислам дека нема да стигнам за лајвот, така да понеделник го рипаме, вторник Тетово не сум бил никогаш. Така да, ако ме следите, ретко има кои мислам дека немаме ни многу гледачи за Тетово, ама Тетово сакав да отидам поради тоа што Тетово никад немам имал, во гостијар имам предавано многу одамна, во Тетово во живот немам предавано и ми беше некако идеја да отидам во Тетово. Така да, ако сте од Гостивар или од Тетово и сакате да дојдете на предавање вторник, ќе биде во Домот на културата во 19 часот. Темите се на мојата темите се на мојот Facebook и на мојот Instagram. Знаете што сакам? Одамно го немам направено ова и ќе ви оставам некој момент сега. Дали можете да ми напишете кои теми ги сакате, например, за наредна среда? Дајте ми некој коментар сега, кои теми би ги слушале, кои теми сакате да ги збориме наредната среда. Пишете ми коментар сега. Нема да го прекинам. Лајвот сакам да ги видам. Фала ти, Розета. Елена Спасовка, фала ти. Пишете ми кои теми би сакале да ги чуете. Ѓоке Ташулов. Лајвовите се секојаш понеделник, среда и петок од 8:30. Тоа е стандарден термин. Така да понеделник, среда и петок. Томе Тодоровски за Битола, пиши ми те молам. Пиши ми приватно на 078-261-771. Мојот телефон е 078-261-771. Томе Тодоровски, пиши ми на телефонот. Дани Ангеловска за љубов. Океј, ке зборувам за 3 типови на љубов тогаш. Белинда, дисциплина. Добрица Талеска вика, сите теми се прубави, благодарам. Добро, еве нека биде љубов. Наредна среда ќе збориме на тема љубов, интересна тема е. Океј, добро, ви благодарам. Зорица Младеновска за нарцис има вчера предавање во Скопје за таа тема. Требаше да дојдеш на предавањето вчера. Океј, фала ви многу, поздрав, се гледаме во среда. Чао! Александра Ксантија, океј, супер. Галаба, супер. Океј, ќе биде прво за љубов, па после ќе видиме и другите. Имај туба викенд. Чао!